Понеделник, 3 април 2023 година, термин за централниот дневник на КТВ. Добра вечер. Зеленчукот и овошјето добија замрзнати цени. Маржите за некои производи биле и до 250%. Од полноќ нови цени на горивата. Фатени кратци во Кавадарци, украденото е вратено на собственикот. Тоа се дел од содржините. Започнуваме со подготвените информации. Ново осветлување на 2 локации во Кавадарци. Поставени се 8 нови канделабри на патеката на паркот Киро Крстев и на улицата Дисанска. Општина Кавадарци континуирано работи на уште подобро и ново улично осветлување. Канделабрите се донација од компанијата Кожувчанка, беа поставени од јавното предпријатие Паркинг, информира денеска од локалната самоуправа. Со вклучување на сино светло на фонтаните на градскиот плоштад во Кавадарци, синоќа по повод светскиот ден на свесноста за аутизмот, Кавадарци испрати порака за поддршка на сите лица со аутизам. Вашите срца се во срцето на општина Кавадарци, порачаа од општината. Во текот на вчерашниот ден полициски службеници од ОВР Кавадарци ги лишиле од слобода 20-годишниот ЕМ од Кавадарци и 20-годишниот ДЖ со привремен престој во Кавадарци. Тие се сомничат дека од дворна куќа собственост на КН 55 години од село Крушевица, општина Росоман, одзеле повеќе предмети. Лицата биле приведени во полициска станица, одземените предмети биле пронајдени и вратени на собственикот. По целосно документирање на случајот против нив ќе биде поднесена соодветна пријава, информира од СВР Велес. Во текот на вчерашниот ден, Министерството за внатрешни работи спроведе засилена акцијска контрола на територијата на Република Северна Македонија за санкционирање на возила кои се движат со брзина поголема од дозволената, при што санкционирани се 531 возач. Од нив, 29 возила се движеле со брзина над 50 км на час повеќе од дозволеното, а 2 возила се движеле со дури над 70 км на час повеќе од дозволената брзина. При тоа, 272 возила ја пречекориле брзината во населено место, а 259 надвор од населено место. Заселените акцијски контроли продолжуваат и во наредните денови. Апелираме до сите учесници во сообраќајот да се почитуваат сообраќајните правила и прописи и на тој начин сите заеднички да придонесеме за подобри, посигурни, но се разбира и побезбедни патишта низ државата. Владата денеска ја донесе одлуката со која се замрзнуваат цените на 11 видови овошје и зеленчук. Одлуката со која се опфатени доматите, крставиците, кромидот, карфиолот, пиперот, гравот, леќата, бананите, портокалите, мандарините и лимонот ќе важи од 5 април до крајот на месецов. На седница на владата се донесе одлука за определување на највисоки цени на одделени производи, како што најавивме на овошјето и на зеленчукот, каде што се утврдени цените до кои може да се продават овие производи до крајот на април. Затоа се опфатени, како што најавивме и претhodно, 11 производи, и тоа свежи домати, свежи краставици, кромит, карфиол, свежи зелени пиперки, граф, леќа, банани, портокали, мандарини и лимони. Во делот на цените, сакам да информирам јавноста дека од 5 април па до крајот на месецот, свежите домати не може да се продават повеќе од 70 денари. Свежите краставици не може да се продават повеќе од 75 денари. Кромидот не може да се продава повеќе од 60 денари. Карфиолот не може да се продава повеќе од 70 денари. Зелените пиперки не може да се продават повеќе од 90 денари. Гравот не може да се продава повеќе од 75 денари. Леќата не може да се продава повеќе од 110 денари. Бананите не повеќе од 70 денари. Портокалите не повеќе од 55 денари. Мандарините не повеќе од 60 денари, како и лимоните не повеќе од 55 денари. Сакам уште еднаш да ги уверам сите граѓани дека согласно сите информации на Министерството за економија,
согласно сите анализи, цените, посебно на прехранбените производи, на енергенсите, целосно се стабилизирани и имаме надолен тренд во делот на намалување на цените, споредбено и со претходните месеци и споредбено со претходната година. Мало поскапување кај бензините и мало намалување на цената на дизелот е новата одлука од регулаторната комисија за енергетика. Дизел горивото од вечерва по полноќ ќе поевтини за 1 денар по литар. Цената на нафтата за домакинствата ќе се намали за половина денар. Бензинот од 95 октани ќе поскапи за 1 денар, додека цената на бензинот од 98 октани ќе се зголеми за половина денар. Поскапува и мазутот за 0,6 денари по килограм. СДС и ДУИ како европјани да ги прифатат измените на Уставот по примерот на земја членка на Европската Унија, повика на денешната пресконференција портпаролката на ВМРО-ДПМН Марија Митева. Тезите дека уставните измени би можело да се направат по примерот во Хрватска, ВМРО-ДПМН ги гледа како добро решение. Со овој модел, Македонија ќе биде држава на еден народ и на малцинствата во нејза. Воедно, и Димитар Ковачевски, но и Бујар Османи во неколку изјави за медиумите говореа како хрватскиот устав е прифатлив модел, додека денес молчат. Затоа ги повикуваме СДС и ДУИ како самопрогласени европјани, како политички субјекти кои се залагаат за Европски фронт, да ги прифатат измените на Уставот по примерот на земја членка на Европската Унија. Со овој модел, Македонија ќе биде држава на еден народ и на малцинствата во неа. Имено, во Уставот на Република Хрватска јасно пишува национални малцинства, а во Уставот на Република Македонија делови од народ. Разликата е голема. Македонскиот народ е изедначен со останатите народи кои живеат во Македонија, за разлика од националните малцинства во Хрватска. Во Хрватска јасно пишува дека е национална држава, за разлика од Македонија, која е воспоставена како граѓанска држава. Почитувани, ова би биле суштински промени кои Македонија би ги направила со промената на Уставот, каде националниот карактер на државата би го надминал мултиетничкиот. Воедно, ВМРО-ДПМН е бара во насока на широко толкување на Уставот и деталниот карактер, доколку се прифати моделот Македонија од мултиетничка да стане национална држава, тогаш да се впишат сите малцинства регистрирани согласно последниот попис. СДСМ и ДУИ не би требало да имаат против устав на земја членка на Европската Унија. И патем против устав на земја членка на Европската Унија, кој го користеа како најсоодветен пример кој Македонија треба да го примени. ВМРО-ДПМН во работната група за уставни измени да ги даде предлозите, одговорија од СДСМ. Со започнување на процесот во Собранието, ќе се отвори и јавна расправа, ќе има и средби и состаноци работни групи, на кои што Христијан Мицкоски и ВМРО-ДПМН ќе можат да дадат своји предлози. Овој процес мора да биде најтранспарентен, најинклузивен и да дојдеме до најдоброто решение, со кое што ќе следува промена на Уставот и со тоа продолжување на европскиот пат на нашата држава. Како што напоменав, ќе повторам уште еднашка, ќе има работни групи кои што ќе ги сочинуваат и представници од политички партии, експерти по уставно право, експерти од други области кои што ќе допринесат во делот на создавање на квалитетен процес. Токму и во тој процес очекуваме да учествува и Христијан Мицкоски и ВМРО-ДПМН и да ги дадат своите предлози и врз основа на тие јавни расправи и работа по работни групи да дојдеме до најквалитетното решение. Како што кажав, најквалитетно решение кое што ќе се преточи во промена на Уставот, а и при тоа ќе го продолжи патот за европскиот пат на државата. Вие сте со дневникот на КТВ, продолжуваме со останатите содржини. Средното општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров Кавадарци денеска го одбележа патрониот празник. Ѓорче Петров е роден во ситно трговско семејство. Се школувал во Прилеп, Битула и Столун. Во Солунската гимназија останал до 1885 година, кога поради учество во ученичкиот бунт бил исклучен со група од 12 македонски ученици, меѓу кои и еден негов пријател и еден револуционер Перетошев. 1888 година заминал во Столун како коректор
во основната печатница на Коне Самарџиев. Во 1889 година станал учител, заговорник за обновување на Охридската архиепископија. Тој учествувал и во испраќањето на пратки со бомби од Штип до Битола. Во март 1895 во Солун бил кооптиран за член на ЦК на ВМРО ДПМН, каде на Солунскиот конгрес 1896 заедно со Гоце Делчев добиле задача да изготват устав на самата организација. Единствено тој и Гоце Делчев се спротивставувале на крвањето на Илинденското востание, поради неговата неподготвеност и избрзаност. Денеска во Средното општинско земјоделско шумарско училиште во Кавадарци, кој го носи неговото име, беа положени цвеќи на неговата биста која стои пред самото училиште. Цвеќе положија делегација на училиштето, начело со директорката Радка Ростовански, делегација на локалната самоуправа со председателот на своето Стојанче Арамов, Тодор Ефремов и други, делегација на ВМРО ДПМН, делегација на Општинската организација на СДСМ, представник на училиштето од Краљево, кој заедно со други средни училишта вечерва се гости на Академијата, представник на фармацевтите од градот начело со Емилија Василева Иванова и други. Одбележувањето ќе заврши вечерва со свечена академија и програма во која ќе настапат ученици и на која ќе се проговори малку повеќе за ово училиште, која ќе се одржи во 18 часот во салата на Домот на културата. Пред тоа е предвидена изложба. Дневникот го продолжуваме со информации од спортот. ГРК Тиквеш загуби од Еврофарм Пелистер со 21-22. Алкалоид непријатно го изненади Вардар и го совлада со 22-21. Седмото коло од ракометниот плей-оф и плей-аут донесе големи изненадувања. Најголемото го направи Алкалоид, кој го совлада Вардар со 22-21. Вардар одигра под секој просек, бледо и очајно, и буквално му ја подари победата на четата на селекторот Лазаров. Второто изненадување можеше да го направи ГРК Тиквеш, кој дома загуби од Еврофарм Пелистер со 21-22, доколку кавадарчани во финишот беа посмирени, но и подрски, резултатот ќе беше поинаков. Пролет загуби дома од Еврофарм Пелистер 2 со 25-26, а најсигурен дома беше Охрид, кој го доби Бутел со 28-19. Во плеаут групата се постигнаа следневи резултати. Голден Арт Прилеп 37-23, Радовиш Скопје 24-29, Јуниор Кисела Вода Струга 25-30 и Куманово Вардар Неготино 31-22. Што се случува со Евроникел? Кавадарчани беа декласирани на гостувањето кај Гостивар со 85-65. Во првата машка кошаркарска лига остана уште само 2 кола од регуларниот дел. Викендов се одигра 20-тото коло. Пелистер ја запечати позицијата број 2 откако го совлада Феникс со 93-74. ТФТ не ја дава тројката, па го совлада тимот на Струмица со 92-82, а до крајот се чини дека има и најлесен распоред. Работнички го доби Чаир со 83-67 и ја задржа математичката веројатност за четворката. Гостивар го декласираше Евроникел со 85-65 и го отпише од борбата за позицијата 4. МЗТ Кожу играат денес, а утре ќе се сретнат ФНП и Куманово. Кај девојките познат и последниот патник во четвртфиналето, откако во третиот бараж надпревар Гризли го доби Шкупи со 58-50. ГФК Тиквеш откина бот на гостувањето кај Брегалница во Штип. Напаѓачите на двете екипи не можеа да го најдат патот до противничката мрежа. Викендов фудбалските второлигаши го одиграа 22-то коло во кое водечките екипи забележаа сигурни победи. Пелистер Плачковица 2-0, Охрид Борец 2-0, Кожув Пехчево 2-1, Вардар Саса 3-0, Тетекс Беса 1-2, Беласица Гостивар 0-3, Слога Воска 1-3 и Аресими Караорман 3-1. Прволигашите вчера ги одиграа средбите од 25-тото коло. Шкендија победа 2-0, Струга 3-0, Академија Пандев 3-1, Шкупи киксна против именјакот Скопје и загуби дома со 0-1.
Македонија Ѓорче Петров Работнички 2:1 и во Штип на гостувањето против екипата на Брегалница, ГФК Тиквеш успеа да откине бод играјки без голови 0:0. Во рамките на 16-тото коло од третата македонска фудбалска лига група Југ се постигнаа горе-доле очекувани резултати. Лидерот Вардар Неготино со 7:0 го декласираше Обршани. Второпласираниот тим на табелата Питу Гули загуби на гостувањето во Градско од Локомотива со 2:0. Слога од Лажани со 4:1 го доби Росуман, Марена со 3:1 го совлада тимот на Младост од Кривогаштани, а Превалец одигра само 2:2 на гостувањето кај Бучин. На крајот дневникот следува и прогноза за времето. Утре променливо облачно и студено со повремени врнежи од дожд на планините и на некои повисоки места од снег. Ке дува умерен дожд по Вардарието, засилен с ветер од северен правец, температурата од 3 до 8 степени. Од среда до петок утринските температури на повеќе места ќе се спуштат под нулата. Тоа беа содржините во Централниот дневник на КТВ. Имајте секое добро со нашата програма. До гледање.